Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Со официјалното пуштање на водата во нивите во атарот на Оризари и Прибачево, започнува овогодишната сеидба на оризот во Кочанскиот регион. Од водостопанската подружница Брегалница го испочитуваа договорот што го имаа со земјоделците за навремено наводнување, поради што се очекува и вегетацијата на оризот да биде во оптималниот период. Вработените во водостопанската подружница Брегалница ја пуштија водата во каналите и ги отворија пропустите низ кои таа навлезе во оризовите ниви. Со тоа е испочитувано ветувањето дека токму во средината на април ќе започне овогодишната оризопроизводна сезона. Дел од земјоделците ги привршуваат подготвителните работи на своите површини и според очекувањата се е подготвено да се фрли семето. Одговорните во водостопанство очекуваат почетокот на сеидбата да помине без проблеми, а така да биде и во текот на целата сезона. Денес 14 ја пуштаме вода во Оризари и во Грдовци. Со тоа веќе се држиме на тој план. За пофалба и тоа што пред веќе недела време на 9 пуштивме и во Зрновци. Некаде според она кај што одевме средба со водокорисници, заедно со нив ги договоривме термините кога да пуштиме вода и ќе се држиме кон нив, нема одложување. Земјоделците веќе се со механизација по полињата и по нивите обработуваат. Полето е, како што можевме да видиме викендот, чалеш од сите страни со механизација и се надевам дека нема да има никаков проблем. За сега се уште се зафаќаат проточните води, а во каналот на хидросистемот Брегалница е пуштена известна количина вода за да се направи негово прочистување, така што по една недела и тој ќе биде ставен во максимален капацитет. Земјоделците од своја страна се надеваат дека ветувањата за редовни испорака на водата ќе се почитува, што би требало да влијае и врз навремената вегетација на оризот. Во меѓувреме во дилема се за сортата што треба да се засее, поради потешкотиите со пласманот. Андреа повеќе го сејат. Турски ориз го неќат нешто. Са нешто думат некој ново семе, италијанско. И Андреа ќе сеја. И со овие нови семиња што ги имаме, и со стари семиња Андреата и Примариската, тие се со помал вегетационен рок. За есента ќе стигне, мислам, без проблеми, ако послужат и временски услови. Сега водата гледам идејќи навака е пуштена. И мислам дека на време овајдел, барем целото е поддрвано, спремно за вода. Сега зависи од годината, ја мислам дека така постари земјоделци кажуваат де. Ама шо ме сега порно, значи ќе стасе на време жетвата. Инаку, со годишниот план на водостопанското предпријатие, планирано е да се наводнуваат околу 9000 хектари, од кои најголемиот дел 4900 хектари се под ориз, а останатите под други култури. Состојбата во акумулациите од хидросистемот Брегалница е стабилна, дотокот на вода е вообичаен за овој период од годината, што ветува целосно реализирање на планот за наводнување. Завршени се 50% од градежните активности за изградба на новиот стамбен објект во Кочани наменет за лицата од социјален ризик. Се работи на кровот и ѕидарски работи, а дел е завршено и поставувањето на водоводната и електричната инсталација. Се очекува објектот да биде завршен порано од предвиденото време, односно до почетокот на 2017. Активностите на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор од значење на Републиката подружница Кочани моментално се сконцентрирани на изградба на стамбениот објект во Кочани, што се гради согласно програмата на владата на Република Македонија за изградба на станови за лица во социјален ризик. Станува збор за изградба на втората ламела со вкупно 43 стамбени единици, откако пред 5 години беше изградена и вселена првата ламела со вкупно 29 станови. По завршувањето на градбата по пат на јавен оглас ќе бидат распределени на лица во социјален ризик во неколку категории. Постапката е откако владата распишува оглас, лицата кои што се пронаоѓаат во тие социјални категории поднесуваат документи во Центарот за социјални работи во Кочани. Градежните активности веќе се некаде 50% завршени, што значи дека конструктивниот дел е веќе завршен, се преминува на крововските работи, лимарски крововски работи, додека паралелно се работи и ѕидарски работи и занајски работи, односно
повеќе од 50% се завршени водоводна инсталација и електрична инсталација. Продолжуваме понатаму со вградување на лифт и очекуваме да објектот, иако крајниот рок согласно договорот е 17 август 2017 година, согласно до сегашната динамика на изведување на градежните активности, да биде завршен пред рок, односно наши процени се околу 6 месеци пред рокот, односно во почетокот на идната 2017 година. Согласно програмата за работа на акционерското друштво на територијата што ја покрива друштвото, а тоа се општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево, Зрновци, Македонска Каменица, Делчево, Берово и Пехчево, се планира изградба на уште 2 згради за колективно домување во Виница и Пехчево. Во завршна фаза е адаптацијата на проектната документација и ќе следи избор на најповолен понудувач за изведување на градежните работи. Акционерското друштво има направено и програма за изградба на типски куќи, каде што има добиено од општина Кочани 5 локации, во општина Виница 3 и во општина Пехчево 2 локации. И моментално се работи на изготвување на проектната документација. И Кочанското село Прибачево ќе добие свој урбанистички план. По изработеното предлог решение, в петок следува презентација и јавна расправа за планот, а потоа и негово усвојување. Привршува постапката за донесување на урбанистички план за селото Прибачево, што започна во мај минатата година. Предлог планскиот документ е веќе изготвен, зашто од буџетот на општина Кочани беа обезбедени околу 350.000 денари. В петок на 15 април со почеток во 11 часот и 30 минути ќе се одржи неговата јавна презентација. Тоа ќе биде можност да се спроведе и анкета со сегашните или поранешни жители на Прибачево, при што е предвидено таа да трае до вторник. Во тој рок, заинтересираните физички и правни лица од подрачјето опфатено со планот можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови во писмена форма. Истите можат да ги подигнат во архивата на општинската зграда, во местната заедница, односно во продавницата во село Прибачево, или да ги преземат од веб страницата на општина Кочани. На местата каде што можат да се добијат анкетните листови ќе биде изложен и графичкиот приказ од предлог урбанистичкиот план за Прибачево. Според проектната програма, деталниот урбанистички план требаше да ја следи една од главните цели, а тоа е создавање на поквалитетни услови за живот на жителите, како и услови за побрз економски развој на селото. Тоа ќе овозможи создавање и на законски услови за изградба на нови стамбени и деловни објекти во селото, како и намален број на дивоградбите. Дополнително би требало да се овозможи и зачувување на животната средина, со тоа што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот во населбата. Директни корисници на резултатите од овој проект се близу 400 жители на Прибачево, кои имаат потреба од поквалитетни услови за живот, но и иселените лица, претежно во Кочани, кои овде се уште поседуваат своји имоти. Површината на планскиот опфат изнесува 20 хектари, а границата на опфатот ги представува парцелите во кои веќе се изградени објекти. Односно, таа се движи по границата на катастарските парцели и на постојните полски патишта. Со урбанистичкиот план е определена и намената на земјиштето и градбите, како и соодветно решение на примарната и секундарната сообраќајна мрежа и на целата комунална и телекомуникацијска инфраструктура. Управата за јавни приходи ја продолжува активноста за поголема достапност до граѓаните преку така наречените мобилни даночни шалтери. Идната недела специјализираното возило на управата ќе престојува во општина Зрновци. Управата за јавни приходи им овозможува на граѓаните во чии населени места нема соодветни даночни шалтери да ги добијат потребните услуги за подмирување на обврските, без при тоа да доаѓаат во незините регионални канцеларии. Реализацијата на активност на мобилен даночен шалтер, што е можност за поголема достапност до даночните обврзници, продолжува и во текот на овој месец. Едно од трите специјално опремени комбиња во текот на неделава престојува во источниот регион, а в петок на 15 април ќе го посети Зрновци. Возилото ќе биде стационирано пред општинската зграда во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните и фирмите од општината Зрновци, без да го напуштат своето место на живење, ќе можат да ги добијат сите даночни услуги и информации, да ги достават сите видови даночни пријави, барања и слично, како и да ги подигнат документите што ги издава Управата за јавни приходи. Според календарот за работа на мобилните даночни шалтери, посетите на помалите населени места ќе продолжи и во наредниот период.
Целта на вработените во управата за јавни приходи е секој месец да ги посетуваат населените места каде нема постојани даночни канцеларии, како и локациите што дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и за потребите на локалното население и на бизнисот. Со турнир во футсал што ќе се одржи в сабота завршува проектот за превенција од никотиноманија, чиј носител беше секторот за внатрешни работи. Со проектот беа опфатени учениците од основните и средните училишта од источниот регион. Во изминатите 3 месеци од делението за превенција на секторот за внатрешни работи од Штип, во соработка со полициските станици од регионот, го реализираше проектот Превенција од никотиноманија, наменет за најмладите сограѓани. Со него беа опфатени учениците од сите основни и средни училишта од општините во источниот регион, при што беа организирани предавања за штетност од пушењето цигари, посебно меѓу младата популација. Проектот се реализираше преку неколку активности, како обука на врснички едукатори од основните училишта, одржување едукативни предавања за учениците од 5 до 9 одделение, спортски надпревари на ниво на училишта, како и меѓу екипи од различни училишта. Исто така беа организирани и состаноци на советодавните групи на граѓани, на кои се разговараше за начините на кои можат да се насочат младите кон позитивно трошење на слободното време и енергијата. Завршницата на проектот во општина Кочани ќе се одржи в сабота со одигрување турнир во футсал. Надпреварите започнуваат во 12 часот и ќе се играат во салата на основното училиште Никола Карев. На крајот од манифестацијата предвидено е за учениците и за вработените во училиштата да бидат доделени благодарници за успешното учество во спроведувањето на едукациите од проектот. Општинската организација на Црвен крст Кочани организира хуманитарна акција за собирање на мебели и друга покуќнина, која што може да се искористи. Помошта е наменета за социјално загрозено семејство од Кочани. Собирна акција за собирање мебели и покуќнина што е во употреблива состојба организира Општинската организација на Црвен крст Кочани. Целта е да се помогне на социјално загрозено семејство од Кочани. Акцијата е дел од проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, што го спроведуваат волонтерите од Црвениот крст. Упатуваме апел до сите хумани граѓани на општина Кочани кои можат и сакаат да донираат инвентар, како например кревети, столови и маси, кои се во употреблива состојба, со цел да се помогне на социјално загрозено семејство од општина Кочани. Ова активност е дел од ПХВ циклусот за 2016 година, каде што млади волонтери работат на мали проекти за добровит на заедницата. Заинтересираните граѓани што сакаат да донираат може да се информираат на телефонскиот број 033 271 015 или во просториите на Црвениот крст Кочани. Младите волонтери од Кочанскиот Црвен крст организираат и други хуманитарни акции, како дел од овој проект, со цел да се помогне на загрозените семејства од Кочани и населените места. Следува информацијата од спортот. Агенцијата за млади и спорт му додели стипендија на младиот пинг-понгар Васил Стоименовски од Виница. Финансиската подршка доаѓа како резултат на неговиот талент и успесите што тој досега ги има забележано на напреварите во државното младинско првенство. Младиот и талентиран пинг-понгар Васил Стоименовски, член на клубот Винспин, е првиот спортист од Виница кој ќе биде стипендиран од страна на Агенцијата за млади и спорт. Повеќекратните резултати на државните првенства во Македонија му обезбедија пласман на Балканското првенство во Црна Гора.
со освоеното второ место на државното поединечно првенство во Куманово, што се одржа минатиот месец, тој обезбеди место во македонската репрезентација за пионери, како и учество на Балканското првенство. Стоименовски е задоволен од резултатите кои дојдоа после интензивните секојдневни тренинзи во текот на изминатите близу 3 години. При тоа благодарност изразува до неговиот тренер Филимон Поп Михаилов од Кочани. Учеството на Балканското првенство го смета за голем предизвик, а дополнителна сатисфакција е добиената стипендија. Инаку пинг-понг клубот Винспин, чиј член е Стоименовски, работи трета година поред и зад себе има забележителни резултати, за што своја заслуга има и председателот на клубот Сашо Милев, но и од поддршката од неколку приватни спонзори и од општината. Од последното државно првенство во Куманово, виничките пинг-понгари се вратија со 2 медали, сребрен за Васил Стоименовски поединечно и златен во двојки, во кои што тој настапи со својот клубски другар Леонид Гошев. Во моментот членовите на клубот се подготвуваат за учество на државното младинско првенство, што ќе се одржи во Штип, од каде се надеваат на висок пласман. Толку во овие вести, информациите ги имате на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.